Фирмата за односи со јавност продолжува, но јас од друга страна сум советник за вложувања. Центарот ви е во Газиантеп. Добро ли сум разбрала, господјо Сейхан? Добро, одлично. Тогаш како да направиме? Утре да дојдете кај нас, ќе се запознаеме и ќе се договориме што можеме да направиме. Може така? Така ли? Ај Боже, можно е да се откажете? Во ред, тогаш ќе се видиме навечер во канцеларијата, сега ќе ве испратам локацијата, господјо Сейхан. Се гледаме вечерва. Бај. Поверува, господјо Кудрет. Сега што ќе правиме? Ќе чекаме и ќе видиме. А Илија нека е? Рековме ќе одиме на вечера, ама се најави и ќе дојде еден клиент. Каков клиент на вечер? Жената наутре ќе патувала за Антеп и се разбира дека ќе се видиме вечерва, нема кога. Оставија ти таа работа со јавност, тука ти е работата готова. Сулеман, 1 година единствениот клиент си ми ти. Многу е здодевно и не сум мирна. Илај, те молам немој да се заморуваш. Јас се грижам за тебе, ти да трчаш по другите не е добро. Добро и за тебе ќе одвојувам време, ветувам. Ах, Илај, душо моја, душо моја. Повелете? Илај, јас сум. Каде си, треба да разговараме? На пат сум, одам во канцеларијата во Левент. Кажи. Ти што мислиш дека правиш? Без да ме прашаш и да разговараме, ја земаш ајше на работа. Не прифаќам такво нешто. Не се согласувам со тоа. Така ли? И ти го зеде мерт без да ме прашаш мене? Не е иста работата. Ова фирма јас ја основав и моја е. Не го заборавај тоа. Нека ти го чува Сулейман грбот и само не ми излегуве пред очи. Ја основа фирмата, ама зависиш од мене. Јас сум ти партнер. Да не ти го повторувам тоа, добро? Ти воопшто не си свесна во што си вмешана. Работите не се какви што ти мислиш. Доаѓам веднаш кај тебе во канцеларија. Ирфан, навистина сега не можам да се расправам со тебе. Добро, брзам многу. Затварам. Види, Ирфан, или ние ќе кажеме на Илај дека е пирамида, или таа самата ќе свати. Моламе да. Каде си, бе? Одам до едно место, 1 саат ќе имам работа. Каква работа? Надвор ли си? Немој да син ти, ќе слушне. Кој има до тебе? Нема никој, сам сум и моментално возам. Ирфан, каде одиш? Со кога ќе се сретнеш, ќе ми кажеш ли? Да, сам сум, ајде затворам, доста е веќе, престани. Ирфан, немој да си се осмелил да ме спуштиш. Ми спушти, бе, ѓубре, ми спушти. Нема ништо, паша мој, нема ништо. Ми затвори, Добро? Ми затвори. О, Крени, бе, крени. што правиш ти, да? Полуде ли? Полудев, да. Полудев. Ирфан ме полуде. А ти добро знаеш зошто. Добро? Што ти направи Ирфан тебе, а? Оди укради здолниште и нека те фатат, така ли? Човекот дури малку ти прави. Да беше Сафет, ке ми сврлеше на улица. Што значи тоа? Ти му кажа ли на него? Кога го видов здолништето на тебе, мислев дека Ирфан го платил. Мислев дека знае. Дека знае дека си го украла. Не ми се верува, дадо. Како можеше да кажеш како го стори? Како го стори тоа, кажи ми? Од каде таква идеја? Од каде да знам? Мислев дека му кажа на Ирфан. Ако тој не те спаси, ти како се спаси од луѓето? Како го зема здолништето? Денисче? Заши ги полудам? Дедин Сафет. Што е нарета? Убавецу мој. Кажи. И мене ќе ме спасиш од маќа и ти после ќе можеш да си славиш. Оди слободно, кажи му, Не ајде. ми нервирај повеќе, еда доста е. Инаку, ајде, оди гледај цртам филм, јас веднаш ќе се вратам. Ајде, ајде. Ајде, оди кажи му. Ајде.
Оди кажи му на Ирфан, детето не е од тебе, одеги мене, ајде, се очекува тоа од тебе. Нели се очекува од тебе? Среди ли? Во ред. Само од еден момент зависи. Доволно да го стави утикачот во штекер. Убаво. Повели Сулейман. Сега влегувам во канцеларијата. Да? Добро, ќе погледнам од кога не сум била добра. Добро, ќе разговараме. Добро, аха? Илај! 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 Илај, добро ли си? Илај, кажи нешто. Илај, добро ли си? Дали е жива, добра ли Ве е? молам, викнете брза помош. Фунда? Денисче? Зашто ќе полудам, проклето Деден лице, Сафет. Ајде, оди, Убавецу мој. кажи. И мене ќе ме спасиш од маке и ти после ќе можеш да си славиш. Оди слободно кажи, Да мајде. престани да ми нервираш, те Престани. молам. Јунако, ајде, оди гледај цртан филм, јас веднаш ќе се вратам. Ајде, ајде. Ајде, оди кажи му. Ајде. Оди кажи му на Ирфан, детето не е од тебе, одеги мене, ајде. Се очекува тоа од тебе. Нели се очекува од тебе? Доста. Срам да ти е. Ти што ме мислиш мене? Секако дека нема ниту збор да му кажам. Детин, не успев да ги менувам каналите. Добро. Зетот? Да до Зетот дошол, зарем не слушнал? Сафет? Добре дојде. Како си помина? Детин, далечинскиот управувач не е како нашиот. Добро, мило, да измијам лице и раци и доаѓам кај тебе. Ајде, оди. Дали слушнал? Сигурно не слушнал, инаку до сега ќе се развикаше. Илај. Полека, смири се. Диши длабоко само. Диши длабоко, те молам. Смири се и кажи ми дали те боли негде. Те боли ли нешто? Добро. Полека, смири се. Се ќе помине. Кажи ми само, те боли ли вратот? А половината? Немаш болки, нели? Ирфан! 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 Готово. Добре, нема, готово, не плачи, готово. Ирфан! Немој да ме мразиш, немој да молам.
Што се случува, бе? Што е ова, еј? Што се случува овде? Што се случува овде, прашав, а? Тргнете се, тргни се. Илај! Тргни се, бе! Тргни се! Илајче, душо моја, како си, а? Душичке моја, убавице моја, кој го направи ова, а? Кој го направи ова? Кој го направи ова? А? Добро бе, душичка, добро е, смири се, убавице, смири се. Смири се, диши, добро е, диши, длабоко, длабоко. Ете сега, ете, слушаш, доаѓа брза помош, смири се, доаѓа. Добра си, нели? Еве ги, готово, веќе пристигна, тука си. Ајде, станувай сега, ајде. Дојди, станувај, душа. Станувај, душа, ајде. Помогнете малку. Ајде, помогнете, побрзете, ајде. Дајте го креветот, ајде, побрзете. Побрзете, ајде, душо, ете, смири се, ајде. Седни си, Илајче, добро ли е, добро е? Ајде, ете, заврши веќе, добро е, ајде, заврши. Добро е, душичке, добро е. Ајде, кренете, ајде. Ајде, побрзите. Ајде, побрзите, ајде. Добро е, не плачи, добро е. Кој го направи ова, еј? Кој го направи ова? Ќе ве убијам, еј. Добро е, ајде, одете. Полека. Ја сруши куќата. Ќе го стоплам јадењето на Денис, сигурно е гладен. Да. Дали мислиш дека слушнал? Душо, човекот цел ден е во фабрика, ушите не му функционираат. Не слушнал. Ирфан не е овде? Не, зете, тој кажа ние да јадеме, касно ќе се врат. Морет. Почнете вие со јадење. Што е, Егемен? Ќе ти кажам нешто, ама немој да паничиш. Се случи една несреќа. Се случи нешто во фабриката? Загрижен си? Фунда, како може тоа да се случи? Ќе полудам веќе. Не грижи се, те молам. Битно е било кога да ти ја дадат само. Тетин, јас не сакам да јадам тарана. Зошто, душо? Види, јас ти направи фитурли тава. И тоа со органски зеленчок. Ајде, пробај да видиме. Ама најпрво заврши ја чорбата. Треба малку да се стоплиш. Мајка му каде е? Добре, сети, јас сега одам натака. Не грижи се. Добро, каде е Ирфан? Егемен, кажи ми каде е Ирфан, во која болница се, кажи ми, ајде. Се извинувам, каква е состојбата? Не е ништо сериозно. Лекарите поточно ќе ве информираат. Ете, ова е неочекувана несреќа. Зарем плинот е причината? После изгледа. Добро е што ти си бил таму. Ти благодарам. А што бараше ти во канцеларијата на Илај? Таму бев поради презентацијата на фирмата. Толку касно? Нека е со помин. Благодарам. Дали вие бевте на местото на експлозијата? Не, кога пристигнав таму, се веќе беше завршено. Господинот Ирфан бил таму. Ќе треба да дојдете со нас. Секако. Повелете. Во болница биле. Имало некаква несреќа.
Егемен кажа дека Ирфан е добар, ама сепак таа сака да го види. Јас на вистина мислам дека ќе полудам веќе. Како може Денис да не е син на Ирфан, кажи ми? Како може да е од Егемен, не ми е јасно. Сафет, Онда како може тоа да се случи? Како можевте досега да го криете тоа? Зошто лажевте? Срам да ви е, бе. И на двете срам да ви е. види Сафет, жи ми Господ, и јас дознав многу касно. Тоа ми го кажа кога се разболе детето. Многу бе флута, притисокот ми се качи. Девојката немала друг избор, морала да лаже, верувај ми. Господе, помогни ми, те молам. Чувај ме од сите зла, те молам. Господе, што ќе се случи кога Ирфан ќе дознае, ќе полуди човекот? Не дај Боже, инаку ќе бидат уништени. Ирфан ќе се уништи, а како второ Денис е невин. А Ирфан не е невин. Тој човек умира за својот син, умира за секоја негова капка солза, а тој да не ти бил негов син, всушност. Сафет, Јас кога пристигнав, господја Илај беше на земјата. А од прозорците излегуваше оган. Појдов до неја, ја извадив од градината, ја извлеков од таму и тоа е се, толку направив. Таа не беше при свест. Не беше, лежеше на земја. Што кажавте, зошто бевте отидени таму? Не ме ни прашавте за тоа. Отидов во врска со една работа. Дали вие заедно соработувате? Не, тие се од друга фирма. Господја Илај, кајна се одговорна за пиарот. Добро, вие од каде се познавате со неизе? И исто работен од нас. Господја Илај е финансиер на фирмата на господинот Ирфан. Каква фирма? Сега не ми е јасно зошто поставувате вакви прашања. Ќе истражувате фирмата или за експлозијата? Мораме да ги поставиме прашањата. Понекогаш изгледа како несреќа, ама под тоа се крие друго. Сигурна сум, господјо. Вашиот сопруг да беше во болницата, сигурно ќе беше во нашата листа. Како друго можам да ви помогнам? Да. Вела дека го нема овде и не одговара на моите повици. Ирфан е добар, не грижи се. Ништо не му е. Господе, умрев од страв. Добро, а каде е Ирфан? Мислам, каде е? Зошто дошол во болница? Тој донел друга особа во болница. Како? Кого тоа друг донел? Егемен, Ирфан кого донел во болница? Еда. Тргни се, бе. Еда, ситуацијата е комплицирана. Барем прво да дознаеме што точно се случило. Еда. Остави ме. Егемен, тргни се. Нека е со помин. Егемен сакаше да те посети. Се надевам не ти сметаме. Не. Еј, господе, како си, Илај? Добре сум, Егемен. Сега сум подобро, но моментално имам многу болки во грлото. Имам уште неколку изгореници на телото и тоа е се. Ќе ме пуштат откако Сулеман ќе биде испрашан од полицијата. Каква врска има полиција? Имаше експлозија во мојата канцеларија. Полицијата го викна Сулеман, исто така и Ирфан е со нив. Добро, јас ќе им се јавам сега. Веднаш се враќам. Седни си, Еда, не стој на нос, да те молам. Егемен кога ми спомна дека Ирфан е во болница, излегов туку така на брзина. Зошто не му се јави на Ирфан? Фала Богу, лесно си се спасила, а можеше полошо да биде. Ирфан ми кажа, си им помагала со нивната работа. Јас колку што можам го правам, тоа што вообичаено го прават сите луѓе, Еда. Се надевам дека е така. Единствениот проблем на Ирфан е неговото
дете знаеш за парите, операцијата, семејството. Сепак ти благодарам за сите твои добрини. Всушност јас му се заблагодарувам. Сега јас му должам на Ирфан. Не те разбирам. Еден ме на Ирфан ме спаси од пожарот. Јас бев во канцеларијата, се случи експлозијата, тој ме гушна, тој ме извади од таму. Тој да не беше таму, може би јас сега немаше да бидам овде. Може би немаше да бидам спасена. Полицијата ќе ги испраша, потоа ќе се откаже од досието. Господе Боже, ова е Истанбул е ова. На луѓето се може да им се случи. Камен да им падне на глава, зграда да им се изруши, да има експлозија од газ и уште 100 виде начини за умирање. Ме разбираш ли? Ти ниту едното од ова не успеа да го направиш. Доста веќе. Зошто мене ова ми го зборуваш? Човекот пристигнал, комшиите и помогнал. Резултат. Добро, покасно ќе ти се јавам, затварај. Добро вечер и одам да спијам јас. Ти само спи. Само спи. Каде е татко ти? Каде е татко ти? Во болница? Ја чека својата швалерка? Како тоа што се случило? Господе, куќата се руши, Господе. Види, синко, убаво послушај ме. Оваа жена за кратко време ќе се венча со татко ти. Потоа ќе роди дете, ќе видиш, ќе му роди дете. Што се смееш? Ќе го земе целото наше богатство. Не претерувај, не е до толку, мамо. Како прв пат да имаш валерка, татко ми, ајде. Синко, не треба. Не треба да се плашиш од куче со беснило, туку од маж. Туку од маж во пубертет. На таа жена и даде една вила, другото ти е запиго. Толку е сериозна работата? Фала Богу, да, работата е толку озбилна. Види, секој ден ќе одиш на работа и нема да им дозволиш да дишат. Јасно? Се е во ред сега? За сега во ред. Можно е повторно да ве викнат. И господја Илај ќе ја посетиме. Види, господја Илај можете да ја испрашувате од како ќе оздрави. Се додека има некаков проблем, слободно, мене може да ми се јавите. Повелете. Ви благодарам многу. Дајте ми визит карта. Како се викаше вашата фирма? Само момент. Да проверам. Јас ви го кажав телефонскиот број, го имате и математичен број, слободно јавете се, инаку немам визит карта сега. Во ред. Еге. Добар си, што им кажа на полицијата, се надевам ништо. Абе, го дозна името на фирмата. Се надевам нема да истражуваат. Хај да ти се плутнам на среќата. Се надевам дека не им спомна нешто во врска со Понзи. Што да им спомна, бе? Кога пристигнав, таа веќе лежеше на земја. И ние сме во лоша ситуација. И Еда е Каилај. Што? А што ако не е заради гасот? Белки не е во врска со нашата работа. Се надевам дека мене ништо не може да ми направат, ама канцеларијата на Илај е на виделина. Јас ќе проверам, господине. Ќе видам дали воопшто има врска со нашата работа. Ако дознаам дека некој стои за оваа работа, тогаш ќе видат како се уништува. Се ќе видат тогаш, ќе го запамтат Сулеман. Јас ќе средам. Скокна врз автомобилите, трчаше само за да спаси една жилка. Ете, тоа е Ирфан, таков е тој. Секогаш така да им помогне на луѓето. Воопшто не е битно за него дали е тоа жилка или човек. Не е битно. Добро. Јас доволно го познавам Ирфан за да разликувам тој што и зошто прави. Убаво. Тогаш сигурно знаеш за него колку е битно неговото семејство, а? Душо,
Душо, добар си, нели? Добар си, нели? Добро сум, ништо не ми. Еги, мен кога спомна болница, одма сакав да те видам. Јас бев многу зафатан овде, затоа не ти се јавив. Прости ми. Изгледа тука ќе има уште еден пожар. Може би не овде, ама надвор сигурно ќе има. Иле, како си ми, Душо? Добра сум, Сулеман. Многу сум подобра. Ние ќе си одиме. Уште еднаш со поменека ви е пријатна вечер. Пријатна вечер. Ви благодарам многу. Ајде, Душо. Господјо Илај, полицијата сака да се види со вас. Сега не е време за полиција. Кажи им дека не може. Ти кажа ли тебе нешто полицајецот откако излегов јас? Не, ништо. Јас веднаш после вас излегов. Ти благодарам уште еднаш. Пријатна вечер. Пријатна вечер. Душичке моја. Да. Експлодирала канцеларија на Сулейман, а вие ми велите причината била гасот. И да е гасот причина, зарем самата се запалила. Ќе видите нешто друго ќе испадне. Знам дека сум во право. Веднаш ќе провериме, командира. Жената како е? Некој човек ја спасил. Ха. Кој е тоа? Комшија ли? Не, командире, човекот се викал Ирфан Сайгун и него го испрашувавме, кажа дека заедно соработуваат. Што да правиме, командире? Последен залак со последна голтка. Провери го тој Ирфан да видиме кој е. Добро, командире. Види, имам доверба. Убаво, сакам да проверите, да знам за секој детал. Знај дека ако ја откриеме работава, Сулейман Ефенди ќе биде уапсен, јасно? Добро? Јасно, командире. Добро. Можеше и тебе ништо да ти се случи во пожарот. Ама ништо не се случи, да. Па Господ знае дека имаш син и затоа не ти се случи. А што ако се повредеше? Што ако изгореше? Тогаш немаше да имаме можност да одиме во болница. Сега ќе моравме да чекаме ред во државните болници. А ако умреше, бе, Ирфан? Не претерувај, да не умрев јас. Да умреше, ти што ќе се случиш со Денис? Како можеш да влезеш во опасност поради швалерка на некој друг? Да кажеме, не мислиш на себе, ама како можеш да не мислиш на својот син Ирфан? Зар требаше да оставам да умре жената? Нека умре, бе, нека умре, ајде. Ти не можеш да бидеш ничиј херој. Посебно не си херој на таа жена. Ти треба да спасиш само една душа, а таа е душата на твојот син. Проклетство. Проклет да си. Не барај напрасно, јас го офрлив пакетот. Полека, детето спие. И да ми напише СМС. Тоа јад навака. Те молам, не зборувај. Ти па со кое лице можеш да го гледаш, Ирфан? А таа еда како таа може да го погледне во очи. Јас секој ден со тој човек седам на иста маса, како да го гледам јас во очи? Мисли го, Денис, те молам, Ирфан. Ирфан, ако дознае, ќе си оди. Како ќе се оперира Денис? Да, туморот и операцијата е казна од Бога за неа. Јас не можам со неа заедно да влегувам во гревови, така да знаеш. Јас сум честен човек, те молам. Стави ја раката врз коранот и вети ми дека ништо нема да кажуваш. Да, немој да ме нервираш, те молам, престани. Сафет. Сафет. Добре дојдовте. Добре дојдовте. Денис заспа. Сафет исто така. Простете што ве вознемиривме во ова време. Нема зашто. Убаво да си спиете. Добра ноќ. Благодарам.
Тајните ги уништуваат луѓето. Тајните браковите ги растураат. Те молам, молчи, ако ова семејство се растури, знај дека ние ќе бидеме виновници на детето. Сафет, те молам, вети ми дека ништо нема да кажеш. Јас не можам ништо да ветам, Фунда. Браво, бе. Браво, само продолжи. А? Жената сама направи се за да изгори, а? Ирфан, не си свесен дека таа го растура нашиот брак? Тебе, што ти е проблемот? Јас колку пати ти објаснив, ти кажав се. Последен пат ти објаснувам. Илај вработила човек што јас не сакам да биде таму вработен и јас затоа појдов кај не да се разбереме. Вработен? Тој смотаниот Сулеман уште не може да го види тоа, ама јас го гледам. Ти кажи ми, имаш ли доверба во мене или немаше да? Немам, да. Откако таа жена влезе во нашиот живот, јас тебе не ти верувам ништо. Многу убаво. Тогаш и јас немам доверба во тебе. А зошто би имал доверба во жена што имаше потреба да краде? А ти што направи? А? Ти зарем не сакаше да ги украдеш парите од лихварот, а? Тоа зарем не беше кражба, а? Јас правам се за нашето дете. И јас правам се за нашиот брак. Ајде, доста веќе. Да му се плукнам. Кога темелот на куќата не чини, тогаш и зидот нема да чини. Исто како нашиот брак, нели? Е, да. Види. Јас се трудам да те разберам, ама многу се мачам, разбираш ли? Не ми е јасно. Од каде се појавува оваа кражба, овие интриги, овие лаги? Ова е да јас не ја познавам. Или јас погрешно те разбирам, не ми е јасно. Јас тебе воопшто не те познавам, изгледа. Воопшто. Не мачи се напразно, од зидот повторно ќе се расипе. Илејче, дали си добра, а? Сулейман, добра сум, добра. Зошто не ми веруваш? Добра сум. Ги слушна лекарите што кажа. Да не ми беше добро, зошто би ме пуштила? Ти благодарам, Демет. Не грижи се повеќе, те молам. И се јавили на сестра ти? Не, сега нема да ја кажувам на неа. Ако ја кажам, ќе биде загрижена. Повели? Ха, дали ги средивте лиштата? Добра, многу ви благодарам. Довидување. Какви алишта? Тие што ќе ги носат во магазинот? Ќе ги носам во канцеларијата во Вавилон. Што е сега? Зарем не каже дека ќе најдеме друга канцеларија? Ох, Сулейман, воопшто нема потреба. Вработените ќе работат само додека трае проектот. Никој нема да има во канцеларијата, јас ќе треба да одам на 2 места. Затоа, мислам дека нема потреба. Како што сакаш, душичко. Вака ќе бидеш поблиску до мене. Нема од тебе да те мислам. Вчера вечер мислев дека ќе полудам, еј. Кога го видов димот ми се слоши, еј. А, душичке. Не ми спомнувај, Сулейман. Последната слика што ја помнам е дека се отвори вратата, потоа ги отвори во очите. Ирфан беше пред мене. Ме носел до другата страна на улицата. Друго ништо не знам, ништо не помнам, ништо. Фала му на Бога што Ирфан бил таму. На крај барем направи една добрина. Навистина, зошто дошол касно? Требало некој подпис или? Не, туку требаше да разговараме за вработениот, тоа што се вработи во Вавилон. Дошол да разговарате за вработениот? Да? Сулейман, зарем не ме гледаш што правам по цел ден, само трчам лево-десно. На крај успеав да пристигнам во канцеларијата, мислејќи дека таму, како и да е. Јас ке се туширам, а потоа ќе појадуваме. Гладен ли си? Добро, душо. Демет, дали ќе можеш да направиш појадок? Цела вечер не можев да заспиам. Заспав само 1 час и имав кошмар. И јас имав кошмар, ама заборавив што беше. Ти каков кошмар имаше? Душо? Тоа не е твој патлежан, Душо. Тој патлежан има пестициди. Јас сега ќе ти донесам на тебе друг, добро? Неговите патлежани се 20 лири. Добро утро. Синче, паметно главче. На тато, душа моја.
Не гледај многу на таблетот, во ред, читай повеќе книги. Добро? Кога ќе одиме во парк? Ако успеам порано да завршам со работа, ќе одиме. Може ли? Ајде, излегувам јас, пријатно. До гледање. Уште е тука. Еда, дојди малку те молам. Провери ги јајцата, дадо. Благодарам. Ајде на маса. Одам во фирмата, нема да можам да појадувам. Ти побара, зошто? Да, имаме многу работа. Пак го мислам Ирфан за сношти. Не разбирам зошто. Да, не беше Ирфан таму, ти немаше да можеш да се спасиш од пожарот. И треба да му се заблагодариме. Добро душо, ќе му се заблагодариме кога ќе имаме време. А што ми тебе веќе ти е добро, тогаш можеме заедно да излеземе на некоја вечера, нели? Добро. Довидување. Ајде. Изгледа причина е гасот. Нашите ги земаа снимките од камерите, ги проверија. Нема ништо сомнително. Сепак никогаш не се знае. Дали имате нешто на ум? Не, овој Ирфан не ми дава мира. Тој човек крие нешто. Најпрво дојде со Егемен, побара пари на заем од мене, потоа ме измами, а потоа ситуацијата со тој Хакан, компанија, рударство, злато и сите други работи. И на крај сега со работка со Илај. Многу чудни работи. Треба да го средам. Не, јас на свој начин ќе го испрашувам. Ти најди ја ти деталната сметка од телефонот на Илај. Таа отишла во фирмата затоа што очекувала клиент, да видиме што е реалната состојба, да откриеме дали ме лажи или не ме лаже. Таа. Добро, господине. О, полека, бидете внимателни. Ова не се ваши работи. Полека, ќе ве молам. Овие носите ги во собата одлево. А овие се за во другата соба. Господјо Ајше, не би сакал да бидам некултурен, ама со овие треба да зборувате на нивен јазик, инаку не разбираат. А јас сум роден во Баат Джилар, затоа ги знам овие работи. Значи не сакаш да ти ги соблечат панталоните и гаките и да ти ги стават на глава, нели? Зборувам на нивен јазик. Дојди ваму, треба масата да ја кренат. Јас по природен пат ги научив овие разговори. Вие сте оделе на курс? Тоа дека гледам многу серии, од каде ќе научам? Во другата соба, аман, бутни се додека можеш веќе, ајде. Што се случува овде, бе? Се носат работите на госпогица Илај. Добро утро. А вие што барате овде? Работам, господине Ирфан. Господи Ајше, дојдете малку. Ќе ве чекам во канцеларија. Јас многу добро знам на кој јазик треба да ти одговорам. Затворете врата, ве молам. Повелете. 9000. 3 ваши плати. Ме бркате ли? Господи Ила е направила грешка, ве примила на работа без да ме праша. А јас не сакам никому да останам должен. Многу сте биле милосрдни, господине Ирфан. Дали можам да дознам зошто сум избркана, ако не ви смета? Моето искрено мислење е дека не сте доволно добра за работа, тоа е се. Во што не сум добра? Работлива сум, ќе научам. Не може да работите овде.
Тоа е се. Ве молам, примете го обештетувањето и одете си. Значи пари. Овие пари за која моја штета ќе ми бидат доволни? За деновите што останав без работа или за трудот што го покажав за да бидам примена? За што поточно? Господине Ирфан, луѓето имаат надеж. Кога се вработуваат имаат надеж. Не е важно дали 1 месец или 10 години. 4 милиони невработени има во државата. Вие сега ми велите јас да си одам и да бидам од нив, така ли? Се надевам за кратко време ќе најдете друга работа. До гледање. Кога ве видов прв пат во канцеларијата на господинот Сулейман, мислев дека сте добра личност. Потоа се сретнавме во градежништвото, таму ми кажавте дека сум многу добра личност. Јас ви поверував. Потоа се претворивте во друга личност. А сега воопшто не ве познавам. Ама веќе сум сигурна дека сте многу далеку од добра личност. Само да ви кажам. Што и да сте наумиле да правите, откажете се од тоа. Инаку ова е многу добар предлог. Само што мене госпогица Илај ме прими на работа и само таа може да ме избрка. Господине Ирфан, имате гостин. Што се случи? И двајцата горе зрачевте радиација. Нема да ми пречиш. Нема да се мешаш во ниту една работа која што не треба. И не поставувај непотребни прашања. Имаш 2 недели. Пробен период. И ако не сум задоволен, нема да те жалам. Ете го нашиот професор Ирфан Сайгун, кој што ќе ги одговори сите ваши прашања. Здраво, мило ми. Здраво, господин Ирфан, како сте? Добре, благодарам. Господине Ирфан, господинот Раджи сака да биде наш инвеститор, ама некои работи не му се јасни. Подготвен сум да одговорам на сите ваши прашања, господине. Ама вие најпрво кажете ми ги вашите фантазии. Повелете, разгледајте го ова право. Благодарам. Повелете, седнете. Повелете, седна. Што ќе се напиете? Ние си имаме пијачки, вие дали сакате чај? И на универзитетот ли беше ваков човеков? Ти знаеш дека беше професор? Ја читам неговата книга, ете затоа. Професорот има книга. На која тема? Како на добар начин се ослабнува. Господе Боже, каде ли оди оваа младина? Добро што не е Илбер Ортајли, инаку сега ќе ме тепаше. Знаеш кој е тој, така? Го знам, се појавува на телевизиски канали. Го знам. Добро тогаш. Професорот беше и на предавање ваков. Харизматичен беше, ама... Ако ме прашуваш за карактерот, воопшто не беше ваков. Работата го промени човекот. Луѓето се менуваат, нели? Ти немаш ли некоја работа? Професорот не ти дава работа? Каде е Ајша? Вашиот татко ја извади од работа, ја напушти работата. Ајде, што се случи? Не знам. Ама нема да ве лажем. И јас не ја сакав многу. Значи, господинот Сулейман не беше многу задоволен. Многу ви благодарам. Благодарам. Среќа. Ви благодарам. До гледање. Ви благодарам. До гледање. До гледање. Ви благодарам. Пријатно. Благодарам. Благодарам.
Благодарам. Овој сон секогаш да трае, Ирфан, Вложи 3 пати повеќе од што очекував. Ете, ова е живот. Животот е убав. Сакање, љубов, семејство, здравје, сето тоа само во оваа торба, ете. За се што се мачев цел живот, се е овде. Фантазиите што не можев да ги купам тука се. Се што ми треба е во оваа мала сладка ташничка. Види како мириса. Кажи им на фантазиите да дојдат подоцна. Овие пари одат во сефот за нашите долгови. Во такви сиромашни мисли, во такви нечисти простори, такси, патувања, абе ти треба да изгледаш побогато, бре. Знаеш ли колку пати ти го кажав ова? Без да потрошиш пари... Добро, знам, не можеш да заработиш пари без пари, не може да имаш пари секој пат иста песна. Јас вчера од сефот земав 500 лири, ми беа потребни за дома, да знаеш. Со здравје да се ги трошиш, јас немам потреба од ништо, нели? Земи 500. Што е ова? Зарем даваш бакшиш за паркинг? Опушти се бре малку, опушти се. Бе, Ирфан, смири се малку. Како кажале по старите, и на пат да ги најдеш треба да ги изброиш. Брат, тешко е толку многу кеш да се внесе в банка. Добро, ќе ги истрошиме за некои работи кои досега сме морале да ги плаќаме со кредит. Да, така. Или пак за долгот на Сулеман. Господине Егемен, господине Ирфан, се јави секретарката на господин Сулеман. Вечерва ве очекува на вечера со вашата сопруга. Ти благодарам, јас ќе им се јавам. Не очекуваат ваш повик. Кажал да дојдат. Абе, зошто се налютил овој Сулейман? Брат, вчера ја види Илај како ја гушкам, лицето му се промени. Потоа во болница ми се заблагодари, ама сепак. Ќе кажам имам работа, ќе му откажам. Ирфан, човекот не поканил, туку наредил. Тоа значи ќе одиме. $9,998. Абре, јас вечер ќе дојдам со хеликоптер. Абе, дај, опушти се малку, бе. Смеј се. Сулеман, од каде излезе сега оваа вечера? Не ми е јасно. Треба да им се заблагодариме, ти кажа дека си добра, така што, ајде, подготви се, одиме. Зарем во последен момент се кажуваат вакви работи? Види на што личам жити се? Душо моја, ти секогаш си убава. Ајде, побрзе да не закасниме. Егемен, само момент. Внатре ситуацијата е густа. Те молам, нема да ја правиш уште погуста. Што си мислиш, Бирфан? Зарем ќе изгубам жената за коса, а? Види, јас многу би сакала, ама... Како и да ја соработувам со нив. Те молам, исконтролирај се, поред? Те молам. Добро, не грижи се, ајде. Дали е ова убаво, кажи ме? Зарем ми се налути за нешто? Не ти е жал за детето? Тој е болен. Зарем ќе можеш да го носиш товарот? Ако нешто му се случи, Дени се роди во наши раце.
Да беше твој син исто ќе го сакаше. Ете, затоа не можам да го погледнам. Главата ќе ми пукне, разбираш? Денес машина од 4 тона ќе ми ја смачкаше раката, разбираш? Не можам да мислам повеќе нормално. Не требаше да слушнеш, подобро да цркневме, отколку во тој момент да го зборувавме тоа. Не можам, Фунда, не можам да го издржам ова, не можам и не можам, ме разбираш, не можам едноставно. Сафет, ти се колнам. Те молам, Сафет. Добре дојдовте. Благодарам. Повелете. Добро вечер, дали може да ни помогне? Повелете, колегата ќе ви помогне. Мерси. Ние имаме една резервација, ама не знаеме на чиво име. Проверете Егемен Кивилџим. Добре дојдовте, господине Сулеман. Добро ве најдов. О, Сулеман, повели. Добро те најдов, Ерџан. Нашата маса подготвена ли е? Повелете. Благодарам. Ајде сега кажете како ви одат работите. Супер! Денеска во канцеларија имавме премногу клиенти. Веројатно ќе постигнеме целта. Многу убаво. Сулеман, замисли, ние уште не сме направиле пиар, а веќе завршивме за овој месец. Прекрасно. Господјо Еда, ви се допадна ли јадењето? Да, многу е убаво испечено колку што е потребно. Дали и порано сте јаделе телешко крило? Многу е вкусно, нели? Не, до сега немав јадено. Ама јас уште на прв поглед ги познавам работите, дали се добри или лоши. Пријатно јадење. И исто и на тебе. Еге. Господине Сулеман, Иле ми кажа дека и вие сте имале паричка за среќа. Ете ја мојата. Златникот на султанот Абдулазис. Од каде ова? Вака велат за богатството, односно, господине Сулеман, вие можеби подобро знаете. Важно било да се заработи првиот милион, потоа другите сами доаѓаат. И јас отидов денеска мојот пријател има антикварница, го зедов овој златник. Златото да повлече повеќе злато, нели? Ми се допадна. Сега за сега нека остане кај тебе. Вчера вечер во ова време бевме во болница. Да не беше ти, кој знае Ило и како ќе се спасеш од таму. Ти благодарам. Ти го должам живот од тебе. Навистина, нема зашто. Во секое зло има и добрина. Твојата добрина значи вака требало да ја видиме. После сите тие случувања било пишано да седиме заедно на иста маса. После кои случувања? Зарем не си кажал на жената Ирфан? Нашиот прв разговор почна со расправија. Егемен, кога ти го донесе Ирфан, мене ми кажа дека ти е пријател од детство. Толку долго време не ми текна да те прашам. Од каде се знаете вие со Илај? Работа? Концерт. За тебе беше работа, ама за мене беше концерт. Ние со партнерите имавме голема фирма и ни дадоа да организираме голема прослава за роден ден на друга фирма. Замисли, Таркан го викнавме, ете толку беше големо. Јас продадав промотивни материјали.
Таа вечер бев таму да ги однеса материјалите и така ја сретна Фила и незините вработени ја оставиле сама. Таа трчаше како луда, не знаеше кај тера. И јас си помогнав. И уште се дружиме. Така е. Господ секогаш нека даде добар пријател, семејство, сопруг и добро дете. Така е. Амин. На здравје. Синко, каде си? Имам работа, мамо, што е? Каде е татко ти? Од каде да знам јас, мамо? Зарем денеска не дојде на работа? Не, воопшто не се сретнавме. Секретарката рече на вечера ќе одел. Синко, ние како се договоривме? Што се договоривме, а? Нели не требаше да ги оставиш сами? Зошто не отиде со нив? До гледање, мамо, работа имам. Повелете? Добро вечер, господја Ајше, дома ли е? Тука нема Ајше. Ова не е точната адреса? Точна е, ама нема тука таква особа. Кого бараш, пријателе? Ајше Карали. Ова адреса ми ја даде. Пред кратко се преселивме, тие претходно живееја тука. Не, таа не знае. Ајше се пресели. А знаете каде се преселија? Од каде да знам? Благодарам. А што ако ме најде мене полицијата? Почнале со истражувањето, господјо Кудрат? Дали ја фрли сим картичката што ти кажав? Да, ја фрлив. Бро, тогаш нема од што да се плашиш. Да имаше нешто досега ќе дознаевме. Полицијата не успеала ништо да најде, ќе се затвори досието. Полицијата и да го затвори досието, господин Сулейман нема да го затвори. Што ако ме најде, господјо? О, Сулейман, да те најдеше досега немаше да постоиш. Верувај. Сега малку ми олесна, господјо Кудрат. Не опуштај се. Нека се смири ситуацијата, тогаш нема од што да се плашиш. Да имаше нешто досега ќе дознаевме. Ка? Епа Сулейман, Егемен секогаш беше ваков човек. Никогаш не се знае што и како ќе направи, нели Еге? Така е. Благодарам. Толку години сте биле пријатели, така многу ми е чудно како не сте се запознале со Ирфан. Зарем воопшто не се сретнавте, а? Господине Сулейман, јас долго време не живеам во Истанбул. Затоа воопшто не го знам колоритниот живот на Егемен. Тогаш на здравје. На здравје, да вие. На здравје. Господјо Еда, вам изгледа ви е досадно, опорно гледате во часовникот. Не воопшто. Туку малиот го оставивме кај сестра ми, него го мислам. Затоа гледам во часовникот. Мајчинството е нешто друго. Тоа е најсвето нешто во светот. Да, секако, ама и татковството е многу свето. Ирфан е многу добар татко. Ама знаете ли што е битно? Битно е детето да расте во семејство каде што има љубов. Секако така е. Егемен, гледаш ли? На оваа маса овде сите се светци, само ние сме нормални некако. За мене сето ова се празни обиди на луѓето за да најдат смисла за нивните животи. Многу деца се само резултат на несакана случајност. Нели вашето беше такво? Што зборуваш ти? Не велам јас дека не го сакаат. Егемен, мислам дека ти не треба да се жениш, ниту пак да имаш дете, затоа што не знаеш да сакаш, ниту пак да бидеш сакан.
Господја Еда, да ве прашам, од каде вие го знаете Ирфана? Се сретнавте на работа исто како Ила и Егемен? Не, јас бев предучилишна наставничка и... Кога се роди Денис, се откажав од работа. Ние бевме соседи со Еда. Да, мајка му на Ирфан мене многу ме сакаше и потоа Ирфан замина во Америка, се врати. Потоа се случија некои невкусни работи. Ете, на крај сме заедно. Значи ти на Ирфан си му прва љубов, исто како Ирфан тебе, така ли? Мислам дека не е битно да бидеш прва, туку последна. Човекот се менува на секои 25 години си друга особа, а на 35 си друга и затоа мислам дека сите мои одлуки се точни. Драг мој Сулеман, добриот збор секогаш се памти. Зарем раздилбите не се случуваат после 40-та година? Не велам за вас, но општо велам. Колку што знам, Ирфан од секогаш бил истиот. И верувам дека никогаш нема да се смени. Изгледа вие не го познавате доволно Ирфан. Што значи тоа сега? Јас тоа го кажав општо. Не знам зашто вие се навредивте, господја. Јас да го проверам Денис дали заспал. Јас се извинувам, морам да се јавам на телефон. Контролира ја жена ти, инаку нема да можеме да излеземе од овде. Кажи, Јалчин. Ги најдов деталните сметки. И броевите ги проверив. Пред експлозијата зборувала со вас. Предходно и се јавил Ирфан. Што ти е тебе намерата? Што да правам, Ирфан? Нели ја гледаш, упорно ме провоцира. Ти знаеш ли кој е овој човек? Тој човек е личноста која што ја измамивме, му должиме пари. Тој влезе во нашата куќа, тој сакаше да ме убие. Тој е мафијаш. Ако тој дознае за моето минато со Иле, ќе ме убие. Ти тоа ли го сакаш? Навечер околу 6 зборувала со некого, така? Кој е тоа? Таму е проблемот. Некој се јавил, ама нема број. Аха, битно е дека Ирфан не се јавил, значи дознавме дека не лаже, така? Господине, проблемот е поголем. Го проверив повикот без број. Собственик на бројот е почината личност. Се случи тоа од што се плашевме. Експлозијата ја предизвикал некој. Што? Остави ги лежите се. На масава седат двајца што не си ги сакаат своите жени, а потоа зборуваат љубов, сакање и не знам што таму продаваат глупости овде, аман. Добра, ме не зборувај. Еда е ресетирана, нека ни е со среќа. Се надевам до крајот на вечерта. Повелете, господа. Ми се јави еден мој добар пријател. Вечерва беа на вечера и тие. Вечерата завршила, ама се уште седат. Сакам да ве запознам со него. Сите тие таму се потенцијални инвеститори, тоа ќе биде добро за вас. Добро? Господи, вие ќе можете да се вратите дома со превозот што ви го повикав. Се разбира. Донесете ја сметката. Добре дојдовте, господине Сулейман. Добро ве најдов. Сакам да јадам тост или нешто слично. Од стрес ништо не јадев, прегладне сум. Тука сигурно нема таков тост. Има само френч тост. Што? Какво е ова место? Каде не донесе овој? Ова место си има своји клиенти со месечна претплата, нешто како клуб е, ама сепак е убаво. Слушај вам, човеков сигурно се сомнева во нас. Секаде не носи како чанта. Се додека не испуштаме некој збор, добре, смири се. Дојдовме, кај треба да одиме? Добар сум. Фантазија ти е каква?
Сама ли се врати дома? Ај... Зете многу ме исплаши. Кажи ми, што бараш ти надвор ова време? Не можев да седам дома. Всушност вас ве чекав. Ирфан го чекам. Што е, зарем има некаков проблем? Како го направи ова, Еда? Како можеше да ни го направиш ова? Како можеше на Ирфан да му направиш такво нешто? Добро вечер, господа. Добро вечер. Добро вечер. Добри ли сме? Добро вечер, Ирфан сум јас. Добро вечер. Добро вечер. Здраво, јас сум Ирфан. Здраво, јас сум Егемен. Еве ги носам пријателите да ги запознам со сите вас. Тие работат со рударство, вие останете овде, јас веднаш ќе се вратам. Се гледаме? Ирфан Сајко. Джунейд. Здраво. Здраво. За какво рударство се работи? Најценетиот метал. Убаво. Ако сакате друг пат можам да ви Да, објаснам. може да. Еве го мојот враг. Договораме. Ирфан, ти уживај, јас ке се вратам. Добро. Благодарам. Може ли да ја користам вашата Да, маса? секако. Ете ја искористив. Да. Голема фондација. Во Америка која инвестира во технологија, нема да ти се верува каква добивка имаат само за еден месец. Ама се случи тоа што се случи, ги знаеш моите пријатели што работат со туризам, нели? Тие што имаат хотели во Анталија? Да, и тие вложија. Не ги добивме парите и сега јас сум должник. Јас сум Егемен. Јас сум Гизем. Мило ми е. Исто. Пријатели, во нашиот разговор со Берка изборувавме за часовниците, за оригиналите и за фалсификуваните. Дали можете вие да ги разликувате? Дојдете да видиме, ајде. Ете, како што гледате, овде имаме два часовници. Да до $2000, ама ист е со оригиналот. Сама ли си? Джуни, тоа е истиот часовник што го купивме во Швајцарија, истиот го имам и јас. Еве го, гледај. Тој ли е? Да се разбира, кај да го видам го препознавам. Да, фалсификат. Значи, велиш фалсификат е овој. Не, другиот е. Пардон, се извинувам, ќе може ли да го погледнам? јас? Секако, повелете. Можам да разликувам оригинал од фалсификат. Ова е фалсификатот, а ова е оригиналот. Како е можно ова? Еге, ја имаш се уште паричката, дај ми ја малку. Оп, ова е златникот на Абдулазис. Еве, ова е фалсификатот. Еве повелете. Тука ќе го оставам. Ако некој мисли спротивно, нека каже. браво. Браво. Да, аплаудирајте, ајде. Ајде да продолжиме, станува многу поинтересно. Не ми се Ајде. верува. Некој се јавил, не успеавме да дознаеме кој е. Зборувала со Илај, а потоа се случила експлозијата. Навистина, во кого се сомневаш? Па затоа тебе те прашувам. Можно ли е да се вашите? Само еден од нас е во право. Честитам, господине Ирфан. Браво, Ирфан! Еге, Ти си добитникот. Дали е твојот пријател како тебе? Тој е мој пријател од детството, ама карактерите ни се различни. Тој повеќе сака да ужива, да излегува во кафеани со жени. Јас сум малку повеќе скромен, повеќе сум со семејството. Така ли? Односно, немам некаков проблем, освен тоа дека не можам да ја најдам вистинската особа. Знаеш, тешко е да се најде. повелете, ајде трошете ги за нешто убаво. Со среќа нека ги. Тогаш продолжи да си ја бараш вистинската особа. Така и ќе направам, господјо. Е, добро, господине.
Како го разликувате фалсификатот? Видете, господине Джунет, јас всушност не ги разликував. Туку само бев малку повнимателен. Господинот кога ги извади часовниците од чантата, едниот го извади од кутијата, а другиот беше оставен настрана. Потоа јас само го следев часовникот, тоа е се, ништо друго. Тоа е целата приказна. Значи толку беше Тоа лесно. толку лесно беше. А ние се обложувавме дека се разбира од часовници. Навистина. Јас не се разбирам од часовници, ама се разбирам од финансии. Така ли? Така е. Да не ме разберете погрешно. Треба нешто да ви кажам, господине Джунет. Секако повелете. Се извинувам. Јас кога влегов во просторијата, вие разговаравте со вашите пријатели, а јас не сакајќи го чу вашиот разговор. Зборувавте за некоја фондација, сте имале некаков проблем. Може ли да ми објасните целата ситуација? Ако намерата им е да ми исплашат во врска со пратката, знај дека тоа ќе биде многу лошо. Затоа сакам да истражуваш и да видиш се што се случува. Не ме сваќајте погрешно. Да сум на ваше место, јас веднаш би ги повлекол парите. Без да размислувам и не очекувајте добивка од таа работа. Нели спомнавте дека имате пријатели? Кажете им, нека ги повлечат и тие парите. И друг пат, не вложувајте пари каде што не ги познавате доволно луѓето. Ама, господине, каде ќе најдете луѓе што може да им верувате? Бе. Зошто криеше од нас, а? Тогаш да ми кажеше ти се колнам, ќе го најдев расипаниот и ќе го натерав за жена да те земе веднаш и тоа. Егемен тогаш не беше овде. Се исплаши од татко му и си замина и не успев ниту да му кажам дека сум бремена и затоа дојде Ирфан, беа разделени со Илај. И се случи наеднаш. И сега што ќе се случи? Ирфан веќе соработува со него. Сите седите на иста маса. Оваа тајна не може да се крие, девојко. Оди и кажи му на сопругот. Спаси се од ова, инаку сите ќе треба да плаќаме. Зете, јас како можам да му кажам на Ирфан, како можам тоа да го направам? Зете, Ирфан би полудел, што ако нас не остави, што ако си замине, тогаш што ќе стане? Кажи ми што ќе стане со мојот син? Ирфан во никој случај својот син не би го оставил. Ти самиот кажуваш, тој е негов син. Тој го растеше. Тој го чуваше. Те молам, дозволи така и нека остане. Те молам, зете, не го прави ова. Не, девојко, не можам да ја кријам ова. Работа страв ми од Господ. Ирфан дојде. Зете, те молам, ти се колнам. Немој да му кажуваш. Зборувај со сопругот, инаку јас ќе зборувам. Зете, можам се и друго да направам, ама ова не, те молам, значи... Господова работа е, ама не може со Егемен. Направи што сакаш, ама одете си од овде. Те молам, остани подалеку од тој човек. Како брат ти зборувам. Господинот Егемен ќе ви објасни. Да, доаѓам. Да, повелете.
Ајше, што се случува? Дојди одма, седни си овде. Изгледа нашите претпоставени вчера направиле убава презентација. Уште толку луѓе ме чекаат на телефон. Сите треба да ги запишам, јасно? Добро, се надевам нема да ме оставиш со нив. Каде одиш? Имам една мала работа, за кратко ќе се вратам, Работа? ти не грижи се. Види, запиши ги имињата на сите луѓе, запиши ги нивните телефонски броеви. Тоа е се, добро? Ајде, верувам во тебе, ајде. Ајше, не трескај глупости. Почекај. До гледање. Ало, рударство Вавилон повелете? Само момент. Другите услови веќе ви ги кажав, нели? Се ви е јасно. Подпишете се овде, ве молам. Ајде. Со среќа нека е. Колку инвестираше Тунџеј? Господине Џунет, не можеме да ви ја кажеме точно сумата, ама беше висока сума. Мислам, извинете ме сега. Не грижете се. Повеќе е наредниот месец. Договорено. Со среќа нека е. Еге? Да, и јас треба да се подпишам, нека е со среќа. Благодарам. Јас ви благодарам. Ете го и мојот подпис. Се извинувам, јас морам да се јавам. Секако да, јавете се. Еге мене, што правиш ти овде? Еве се подпишувам. Не, јас за ова ти зборувам. Нели убава, Светка? Милиони половина, навистина ли? Абе, ние се бориме со луѓето за да добиеме пари, а ти разгледуваш тука автомобили, така ли? Еге мен, не ми се верува. Професоре, јас не завршив школување во висококласни универзитети. Немам ниту напишани книги. Може би сакам овој автомобил да биде мојата етикета. Може би сакам да бидам собственик на овој автомобил, само за да не бидам најнеуспешниот човек на светот. Ме разбираш? Ме разбираш ли, Ирфан? Многу си стегнат, еј. Види, не биди толку стегнат. Се ќе биде многу убаво. Веќе се гледа крајот. Денес ќе оздрави. Се ќе биде многу убаво, Ирфан. Ти ветувам дека и јас ќе станам човек, како за прв пат. Погледни ме, дали јас можам да бидам човек? Опушти се малку. Ти ветувам дека се ќе биде добро. Ти ветувам. Вие да сте добри. И на кој Сафет ќе заборави. Најпрво Денис нека се оперира, се ќе биде добра. Вие кога ќе одите на контрола? Утре ќе одиме, ама немам надеж. А веќе не би сакала ниту да дадам повеќе пари на вакцини. Сине? Не, сине, во тоа има шеќер, те молам немој еве ти овоше. Ајде, земи го. Дали може да го добијам таблетот? Ама немој да му кажуваш на татко ти, добро? Ајде, земи го. Ние што имаме повеќе од надеж, дадо. Детето е само надеж. Тоа е причината што го прифаќаме овој живот. Вчера во ресторанот се зачудив. Една салата кошта 157 лири, ама сите околу мене јадеа, пиеа, а ние правиме есап колку чини патлиџан или пиперка. Така што тоа можеме да го компензираме само со љубов. Денис? Денис? Денис! Денис! Синко, разбуди се, освести се! Освести се, душо! Денис! Денис, погледни ме, што се случи? Зарем ти се вртеше? Кажи што се случи? Не ми се вртеше. Се чувствував како да сум врзе колата. Одма во болница. Да, веднаш во болница. Не сакам, мамо, не сакам. Ма, синко, мораме да одиме. Мамо, не сакам. Добро, сина, смири се, нема да одиме, ама мора да му јавиме на татко ти. Но не му кажувајте на тато. Ке се загрижи за мене. Мене веќе ми е подобро. Дојди ваму, душо. Дојди, ајде.